Денеска во работна посета на општина Виница беа Нафис Рачини, програмски менеджер во делегацијата на Европската комисија во Скопје, Валон Мезини, лидер на проектот, представник на невладината Челим од Италија, Крешника Идини, менеджер на проектот и представници од Ромскиот ресурсен центар и Министерството за труд и социјална политика, кои на лице место се запознаа со резултатите од проектот обезбедување пристојни улици за домување за ромската заедница во општина Виница. Градоначалникот Миле Петков пред присутните го истакна задоволството за успешно завршениот проект, односно за постигнување на главната цел на проектот, а тоа е да се предонесе кон постигнување на намалување на социоекономските разлики со кои се соочуваат ромите во лошите услови за домување и условите во кои што живеат. Во рамките на овој проект извршена е комплетна реконструкција на 22 куќи на социјално загрозени ромски семејства, извршена е легализација на бесправно изградени објекти на ромски семејства, со што е обезбеден имотен лист, извршено е поплочување и осветлување на улица во површина од 1 метри квадратни, извршено е изградба на канализационна мрежа во должина од 500 метра со можност за приклучување на 100 семејства. Исто така изграден и подпорен зид во должина од 60 метри. Во рамките на овој проект во фаза на реализација е изработката на детален урбанички план за блок број 18, со што ќе се створат предуслови за реализација и на други инфраструктурни проекти во овој дел од градот. Преку ИПА фондовите обезбедивме 3 милиони евра, во кои се вклучени неколку градови и работиме на реконструкција на куќите и нивно вклучување, односно легализација и вклучување во деталниот урбанистички план и во генералниот урбанистички план. Исто така и кабинетот на премиерот е вклучен во оваа иницијатива, во овој проект заедно со советникот на премиерот за ромски прашања. Представници од Ромскиот ресурсен центар ги посетија 22 реконструирани куќи во кои што живеат ромски семејства. Ги посетивме на терен реконструираните куќи во рамките на ИПА проектот, кој што се правеше со поддршка на делегацијата на Европска комисија, планирано од Министерството за труд и социјална политика и владата на Република Северна Македонија и спроведувано од невладина организација и од општината. Драго ми е што можам да кажам дека сите 22 куќи кои што се беа најпристапни во однос на документација, лоши услови за живење, денеска се целосно реновирани и комплетирани во самиот завршеток на проектот. Го видовме и патот, пристапниот пат кој што е направен во должина од 1000 метри квадратни, новиот приклучок за останатите куќи, новиот детален урбанистички план кој што се прави за ромската заедница и со тоа се направи една добра интервенција во сферата на домување, во кој што се надевам дека овој пример може да послужи и за останатите општини како добра интервенција во сферата на домување. Овој проект почна со имплементација од 2019 година и заврши јуни годинава. Она што е важно е да напоменеме дека проектот е финансиран од Европската унија, а го имплементираат Челим од Милано, Ромскиот ресурсен центар од Скопје и општина Виница. Ова успешно партнерство придонесе за квалитетна имплементација на овој проект и успешна реализација на сите активности, како што се реновирање на 22 куќи, изградба, реновирање на 14 тоалети за семејства кои нема, изградба на улица од 1000 метри, изградба на канализација од 500 метри со капацитет за приклучување на околу 100 семејства, обезбедување на осветлување, подобрување на осветлувањето во ромската населба, набавка на контингери за подобрување на колекција на отпад и генерално подобрување на инфраструктурата во ромската населба. И она што е важно исто така е донесувањето на деталниот урбанистички план од 25 хектари со кој ќе се легализира целосно ромската населба. Проектот се имплементираше 32 месеци од 1 ноември 2019 година до јуни 2022. Вкупниот буџет за проектот изнесува 535.180 евра, а општина Виница учествуваше со 13.200 евра обезбедени од буџетот на општината. Останатите средства се финансирани од Европската унија во соработка со Министерството за труд и социјална политика.